Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за туберкулоза. Болест за која се мислеше дека е искоренета, меѓутоа оваа инфекција се уште е присутна кај нас и доста голем број на граѓани имаат потреба од дијагностика и лекување. На оваа тема, мој гостин и соговорник во денешното издание на Добриот доктор е доктор Никола Чамуровски, специјалист пулмолог алерголог од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје, скратено ТБЦ. Доктор Чамуровски, добар ден. Ви благодарам што првпат сте дел од Добриот доктор. Добар ден, Александар. Ви благодарам на поканата за првпат да присуствувам. Представува голема чест да бидам за првпат дел од вашата емисија. Воедно би сакал да посакам добар ден и на гледачите кои што во моментов се со нас и во оваа емисија. Дадов краток вовед, болест за која се мислеше дека е искоренета, меѓутоа во пракса тоа не е така. За почеток мало појаснување што представува туберкулозата. Вака, на старт, како што кажавте и самиот, туберкулозата се уште не е искоренета. Според најновите податоци кои што Светска здравствена организација ги пројавува во последниот период, особено за 2023 година, фрапантна е бројката која што е на ново инфицирани пациенти со туберкулоза и таа достигнала 10,8 милиони жители, а додека бројката исто така е огромен бројот на морталитетот, поточно на починати пациенти од оваа инфекција, дури е 1,4, односно 1,5 милиони на лица починале во истата година од оваа инфекција. Кога зборуваме за туберкулозата на кратко представува хронично грануломатозно инфективно заболување. Што подразбираме под тоа? Хронично се подразбира значи дека е потребно долготраен третман за излекување, за постигнување значи негативизација и излекување на овие пациенти, додека грануломатозно представува тоа што кај туберкулозата постои специфични самата туберкулоза предизвикува специфични промени, односно овални промени, кои што ние ги нарекуваме, лекарите ги нарекуваме туберкулозни грануломи, кои што малте не се специфични за туберкулозата. Да, вакви слични промени има и кај саркоидозата, уште неколку на една рака можеме да ги изброиме болести, меѓутоа во секој случај ваквите промени се премногу ретки. А кога зборуваме за инфективна болест, тоа знаеме дека го претпоставуваме дека постои соодветен причинител, односно инфект кој што ја предизвикува оваа зараза. Да, споменавте на светско ниво над 10 милиони годишно, меѓутоа каква е состојбата еве кај нас? Вие сте репрезентативна установа, односно установа која се занимава токму со дијагностика и третман. Зборувам за Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. Годишно колку пациенти се откриваат и третираат? Вака, значи, за таа работа можеме, Македонија, за среќа наша, може гордо да се носи во светски рамки, затоа што на нашата територија, нашата земја спаѓа во земјите со низок ризик и ниска стапка на новооткриени пациенти. Тоа значи дека во последнава декада и нешто повеќе добро успеваме да се справиме со овој тип на инфекција. На годишно ниво, во просек зборувам сега, не ме држите точна бројка, меѓутоа во секој случај новооткриени пациенти на годишно ниво имаме околу 140-150 пациенти. Меѓутоа тука морам да напоменам дека се работи за возрастни пациенти, затоа што детската популација се води во Козле. Така да немам тој податок, а не сум ни дел од регистарот кој што ја води статистиката за туберкулоза, меѓутоа глобално е околу 140 до 150 новооткриени пациенти на годишно ниво. Колку од нив имаат потреба од хоспитализација и, како што рековте, ова болест захтева или има потреба од подолготраен третман? Вака, знаете како, кај туберкулозата, да, голем дел од пациентите имаат потреба од туберкулоза, што зависи од самата клиничка слика, од симптомите кои што пациентот ги развил така натаму. Меѓутоа, често и ние самите лекари кои што работиме во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза,
им посочуваме на пациентите без разлика дали има тешка клиничка слика или не, пожелно е на почетокот, доколку се согласат нормално, да бидат хоспитализирани во нашиот институт поради неколку работи. Морам да ги извам, значи, начинот на третман, односно започнувањето на самиот третман, затоа што сепак се работи за лекови кои што се малку потешки, да кажем, за самиот пациент, да може да ги поднесе. Знаеме дека и обичен антибиотик или обичен B6 може да направи алергиска реакција од една страна, не истовремено давање на 4 типа на различни лекови, така натаму, така натаму. Истите овие лекови на почетокот, значи, можат да предизвикаат одредени нус ефекти од типот на гастро, да ги покачат трансаминазните ензими на црниот дроб, имаат, значи, до некаде хепатотоксичност, нефротоксичност, што мора да го следиме на почетокот, самиот тек на почетокот на лекувањето кај пациентите. Доколку пациентите добро ја поднесат терапијата од почеток, се постигне позитивен резултат уште на самиот старт од лекувањето, тоа пациентите се испраќаат за дома и се дават лековите за дома, се продолжува третманот во домашни услови. Во домашни услови со редовни контроли. Со задолжително редовни контроли, да, со тоа што основните најглавните контроли најчесто се прават на завршетокот на првиот месец, кога се очекува веќе да се постигне негативизација кај пациентите, потоа следува крај на вториот месец и крај на петтиот месец. Тоа се главните контроли кои што ги правиме. Меѓутоа тоа не значи дека измеѓу во периодот не се прават и соодветни контроли, особено лабораториски анализи, пожелно на 2 недели до месец да се прават лабораториски анализи. Ќе проговориме за третманот по-прецизно и по-детално. Споменавте инфективно заболување, значи причината е инфект, меѓутоа кои ризик фактори допринесуваат за појава и распространување на ова заразно заболување? Вака, постојат огромна палета, значи, на ризик фактори кои што доведуваат до појава на ова инфективна состојба. Значи, кажавме дека причинител и основен причинител кој е. Меѓутоа, кога зборуваме за ризик факторите, морам уште на старт да ги напоменам сите пациенти кои што се со имунокомпрометирани состојби. Тоа подразбирам пациенти кои што имаат болести кои што го напаѓаат самиот имун систем, кои што го намалуваат од брамбениот механизам на самиот имун систем, а тоа се пациенти кои што се пример ХИВ позитивни, пациенти со карциноми, пациенти со диабет, пациенти кои што исто така се како што изведена некаков тип на трансплантација на некој витален орган, пациенти кои што се на хемодиализа и така натаму. Од друга страна во ризик фактори спаѓаат и оние пациенти кои што се под имуносупресивна терапија, односно терапија која што исто како што кажав пред малку делува на намалување на имуниот систем, тоа се кортикостероидната терапија, хемотерапијата, некои одредени биолошки терапии кои што зависно на кој дел од имуниот систем делуваат. Потоа ризик фактори спаѓаат исто на самиот начин на живот, односно присуството на пороци како што се пушењето, цигари, алкохолизмот, наркоманијата. Потоа самите социоекономски услови кај луѓето и голем број на ризик фактори кои што постојат. Значи не можеме буквално да не ги заборавиме и колективите, односно каснено поправните исто фала што ме потсетивте за тоа, значи исто и за здравствените установи, душевните болници претежно. Затоа што и ние лекарите сме константно во контакт со таков тип на инфекции, мора што повеќе да се заштитуваме за да спречиме на некој начин ширење на инфекција и да го држиме и колку можеме да го намалиме стапката на туберкулоза во Македонија. Кога сме ке ширењето, како се пренесува туберкулозата? Дали краткотраен контакт од минута-две може да биде причина за да се расшири заразата и на друго лице? Видете, значи, кај туберкулозата мора да потенцирам на старт дека се пренесува исклучиво човек на човек прво. Така. За да настане инфекција, потребно да имаме пациент кој што, мислам дека подоцна во емисијата ќе разговараме за типот на туберкулоза, меѓутоа на старт морам да потенцирам дека единствениот тип на туберкулоза кој што е заразен за околината е активната белодробна форма на туберкулоза. Значи, кога имаме таков пациент, тој не потенцирав од старт дека се пренесува, значи, аерокапково, односно преку воздух. Самиот пациент кој што има ова форма на туберкулоза, преку зборување, кашлање и кивање, исфрлува во надворешноста така наречени аерогени честички. Тоа се мали ситни честички кои во себе го содржат, кои што ние ги нарекуваме уште како фригеови капки, кои што во себе го содржат туберкулозниот бацил. Со излегувањето во надворешната средина, затоа што таа честичка, да кажеме, премногу мала, лебди во воздухот,
не паѓа веднаш на земја. Кога ваков тип на пациент е во непосреден контакт со некое лице, особено во затворена, непроветрена просторија, многу лесно е да се инхалира таа честичка. Не сега. Меѓутоа, откако ќе се инхалира од здравата особа, да кажам, во дадениот момент, не значи дека секојаш при првиот контакт настанува инфекција. Тоа треба да се потенцира и за јавноста, затоа што од пракса гледаме дека многу информации за тој дел нема. При првиот контакт, како што кажав, не настанува инфекција. Инфекцијата настанува и најповеќе од самиот имун систем, како ќе се справи на човекот со таа инфекција. Сега, дали ќе ја сузбие од самиот старт и човекот нема да развие никакви симптоми, едноставно на случај на одвоидни, например, на рентгенолошки компјутерски наоди би се виделе промените, а пациентот дотошно и знаел дека бил лекуван некогаш или дека прележал туберкулоза, да кажам. Меѓутоа, тоа е едната фаза која што за жал малце е поретка. Меѓутоа, има и други фази кога во зависност од имуниот систем каква е борбата, дали ќе се справува некој подолг временски период, што може да трае со години, или едноставно после најчесто да развие одредени симптоми. Меѓутоа, се повторно ќе потенцирам, зависи од самиот имун систем на човекот. Така. Да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Едно прашање за докторот, поздрав на емисијата. Поздрав и до вас. Добар ден. Болам од хоп, од бели здробови. Така, хронично обструктивна белодробна болест. Сега, едно прашање конкретно за крај. На болеста се појави во кашлицата и мало истукање на крв. Чаре на ова нешто, може ли докторот да каже? Да, само ќе ве потпраша докторот дали редовно ве следи матичен, да речем, пулмолог, дали редовно одите на контроли? Добар. Лежам во пулмологија, сите работи, не може никако да го прекина тоа крварење во сама клиничка слика. Да, ќе добиете, ви благодарам за јавувањето, ќе добиете совети, препораки и насоки од што би можело да биде тој крв во плунката и каде да се обратите дополнително. Секој е добро, господине. Вака, значи прво да го поздравам гледачот, да се заблагодарам на прашањето. Ова е малце комплексна состојба кај пациентите. Често се случува пациенти, како што го разбрав господинот, дека се работи за хронично обструктивна белодробна болест, која што често, значи, имаме, да појаснам за останатите гледачи, тоа представува болест која што е со неповратни промени на самото белодробје. Во зависност од степенот, до кој степен е развиен хобот, често имаме, значи, кај ваквиот тип на пациенти чести кашлици, иритирачки кашлици, пропратени со искашлок и така натаму, кој што од самото искашлување, напрегање може да се предизвика тоа што ние го нарекуваме како хемоптизија, односно со крвичав или крвав искашлок. Меѓутоа, тоа е едната работа. И сега за пациентот тука во моментов имам неколку работи кои што не ми се јасни, кои што не ги знам од самиот пациент. Некогаш крвав искашлок може да се појави, како што е спомнуваме во моментов туберкулозата, да се работи за некаков инфект во моментот. Дали се направени микробиолошки анализи на самиот искашлок, дали се земени брисеви, така натаму. Од друга страна, дали на рентгенолошките наоди пациентот освен хобот има некои други состојби од типот на бронхиектази, значи проширување на дишните патишта, емфизематозни промени, дали од друга страна пациентот е некој кардиолошки случај кој што зема антикоагулантна терапија, затоа што ако имаме предозирано со антикоагулантната терапија, многу често се случува исплукување на крв, така да сега малце, значи, нова прашање баш конкретно на гледачот. Да, меѓутоа вие како институција занимавате токму со оваа патологија, да и вратите се отворени, да и вие вашите колеги. Да, во секој време се отворени, извинете што ве прекинав, ради тоа што ние освен со пациенти со туберкулоза третираме ваков тип на пациенти, значи со секакви можни белодробни заболувања, така да пожелно е пациентот да се обрати, да се обрати кај нас, да се направат одредени исследувања и да се види како да се помогне на човекот. Така да ова максимум што можам на овој начин да му помогнам некако за белодробни заболувања и туберкулоза се наоѓа во склоп на клиничкиот центар Мајка Тереза или за оние што не знаат, веднаш карши клиниката за кардиологија. Да ги слушнеме прашањата и од следните гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете.
Ало? Да, ве слушаме, во програма сте, повелете. Што е доктор Никола? Да, добар ден. Ама ја го слабо слушам. Господјо, вие сама се слушате, бидејќи телевизорот очигледно ви е пуштен и доцни звукот 3-4 секунди, меѓутоа во програма сте, повелете да може да го поставите прашањето. Добро ве слушам сега, ама како? Да, очигледно. Ако го исклучите телевизорот, ќе комуницираме подобро, ако не, ве молам режија следната линија. Ало? Добар ден, во Добар програма ден. сте, повелете. Убав ден да имате, голем поздрав до вас. Исто Добар и ден. вие. Вака, ме интересира за една моја извештај. Имам снимано на рентген. Вика хилобазално, вика се следат да пребронхитична воспалителни инфлакции поизразено десно парацедријално срце, аорта зголемена. Па ќе ве молам ако може што значи тоа, да ми објасните. Господја, да ве замолам уште еднаш ако може да го прочитате извештајот, пошто малце слабо се слушавте. Хелобазално Добро? се следат перибронхијални воспалителни инфилтрати, поизразено десно паракардијално срце, аорта зголемено. Готово. Добро. Да, ќе добиете одговор. Ви благодарам, господјо. Да, секој е добро. Еве, за повозрастните гледачи, ова е навистина проблем, додека да отидат кај матичните, да им се истолкува резултатот или што е напишано. Меѓутоа, радиолозите си комуницирате вие на ваш медицински речник. Да, и сега вака, господјата што го прочита извештајот. Значи, знаете како, некош ние пулмолозите сами си бараме да го видиме и CD-то. Да, рентгенолозите, секој че за рентгенолозите си се стручни во тоа, без коментар да не се сватиме грешно. Меѓутоа, некош и ние пулмолозите сакаме сами да го видиме CD-то, не да биде само читан извештај, затоа што едно око гледа едно, друго око гледа друго. Меѓутоа, според текстот што е обишен, односно извештајот што го прочита самата господја, да кажам, тука најверојатно се работи за некои хронични промени на самото белодробно, на самите белодробни патишта како хронични промени, кои што може да бидат пропратени со застојни промени. Застојни промени подразбирам од кардиолошка причина, затоа што како што го бишува пациентката дека има аортално зголемено срце, кое што во таквата состојба кај овие пациенти најчесто се случува да имаме некакво срцево оптеретување, кое што прави некаков тип на оптеретување на самите дишни патишта. Меѓутоа, пожелно е господјата да дојде на едноставно. Преку матичен лекар едноставно и ќе ја упати. Да се види вака во моментот драстично, да речам, нешто премногу лошо и така натаму нема, меѓутоа сепак кај пациентката не сакам да ширам вака сега на невидено. Ќе отиде, кај матичниот или на секундарно ниво интернист или кај вас на институт или на пулмологија, односно установи кои се занимаваат со третман на белодробни болести, ќе добие попрецизна насока диагностика и насока и објаснување. Така е, да вклучиме уште неколку гледачи пред да продолжиме со видовите, типовите на туберкулоза, симптомите, но и пред се лекувањето. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздравјам ви, докторот и водителот. Поздрав и до вас. Види сега, после короната, што како предходниот гледач дојде до некоја тешка кашлица и дојде до крварење. При мен со хитна помош во болницата там во пулмологија. Седе околу 20 и неколку дена со исто крварење, бех таму и направивме тие сите спирометри, бронкоскопи, сите што е можно се направи. Испитување. Требаше да на контрола да после 3 месеца. До ден денес не сум ни бил на контрола, користам спирива, постер, тогава по тоа време ни препиша доктор и аминофилин. Ама тие преписуваат во Струмиќа, еден доктор таму ни преписува. Ни до ден денес на контрола не може термин да се најде. Доктор Теркенски бев. А дали имате влошување на состојбата? А лошо ми е, стално ми е лошо, дишењето ми е превише тешко. Астма, тугај пред короната, не, после короната астма, тешка астма, бронхит ме зајад.
Да, ќе добиете насоки и препораки, да, термините се секогаш проблем, посебно во терциерно ниво, затоа постојат и секундарни установи, па некако на некој начин или приоритетни упати, не дај Боже, доколку доаѓа до влошување на состојбата. Ќе добиете насоки и препораки од доктор Чамуровски. Секој добро, господине. Вака да го поздравам гледачот, да се заблагодарам на прашањето. Значи, да, често се случува пациентите, да кажам, тешко да можат да стигнат до нас пулмолозите, затоа што сепак не сме многу бројни, да кажам, на ниво на територијата на Македонија, да. Меѓутоа, во секој случај кога се работи за термин, најчесто кај нас во институцијата може да се добие со тоа што матичните лекари би требало на околу крај на месецот да ги контролираат термините, да гледаат за наредниот месец, кога во тој период од месецот ние ги пуштаме термините фактички преку мој термин. Да. Задолжително е во најмала рака, ако не е така, барем како приоритетни, да се земе упат, значи задолжително во ваквите состојби кај пациентите мора да се направат контроли дали на 6 месеци, али во глобала барем на година дена, да се следи со состојбата, особено гасните анализи, со цел да се види не дај Боже да немаме влошување на состојбата, па да треба кислородна поддршка кај пациенти да се даде во домашни услови, така натаму. Така да задолжително не е само најлесно да се препиши терапијата на извештај, меѓутоа задолжително да се прават барем еднаш годишно контроли. Така. Ако имаме уште еден гледач, може да вклучиме? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Јас сум јас сум 65 години, на 14 годишна возраст. Преживеа ТБЦ, туберкулоза, да. Да. И сега сум пушач, ама немам никакви проблеми. Да, 50 години чинамо тогаш се поминати. Да, бевте третирани доколку се сеќавате, соодветно хоспитализирани или? Не. Прашањето ви е дали постои ризик за влошување поради тоа, предпоставував. Ви благодарам за јавањето, ќе ја прокоментира доктор Чамуровски вашата состојба и ќе ви даде одговор на конкретното прашање, но и препораки како да постапите. Секој добро, господјо. Да ја поздравам гледачката прва. Вака, со оглед на тоа што го сватив од тоа што го кажува пациенткава, мислам госпоѓава, тоа значи дека пациентката е од тие случаи кои што не била, ако не била третирана, како што сватив дека не била третирана, дека од тие случаи на пациенти кои што самостојно едноставно организамот се изборил со инфекцијата и што не би требало да представува проблем за иднина, зборувам конкретно од туберкулозната претходна инфекција. Меѓутоа, тоа не значи дека госпојата со оглед на тоа дека е пушач и така натаму, дека не постојат ризици за оштетување на белодробното ткиво и така натаму. Меѓутоа, конкретно да одговорам на прашањето, дали во моментот не би требало да има, затоа што веќе се поминати 50 години, госпојата немала да освои никаков проблем. Така. Ми јавуваат од режија дека имаме уште една гледачка, да дадеме предности на незиното прашање. Почитувана во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Вака, јас сум била пациент на доктор Никола Чамуровски. Така. И сум била во клиниката хоспитализирана, во нивната клиника во Скопје. Јас сакам многу да го поздравам него. Благодарам. Сите доктори и професори што работат на ПУМО, медицинскиот персонал, мислим, стварно са фантастични персоналот и докторите, али хигиената, ако некој ме слуша од министерство и самата зграда, ве молим, можда доктор Никола и по гласот може да ме познае, дека Светлана. По акцентот сега малку може би ќе ве препознае, така? Да, али хигиената, самата зграда, тоа не е за пулмо пациенти, извините. Се согласувам. Значи, стварно, ако би можела да дојдем до министерот, јас сум пациентка со ОП, сум била скоро 10 дена во Скопје на
хоспитализирана, Така. јас сум презадоволна, презадоволна. Значи, свака им час. Така. Во какви услови работаат, како работаат. Но го даваат максимумот. Ма не максимум, више него максимум. Така е. Значи, имате вие, замислите, имате вие навечер еден доктор и една сестра кои трчаат. Ако има нешто хитно горе со пациентите, ако и плюс амбуланта, па тоа е невидено. Тоа е невидено. Очигледно добро ја познавате функционирањето на установата, да. И се согласувам со вашата забелешка и со условите на вистина потребни се подобрувања пред се за пациентите, но и за самиот персонал и вработените здравствени, но и немедицински кадар кои работат во установата. Еве ќе имаме и ние обврска како медиумска куќа да потикнеме на некој начин да алармираме до здравствените власти. Сега има и нов министер, меѓутоа можеби има и проект за ова зграда која е навистина доста стара да се на некој начин реконструира. Вака се извинете, прво ќе поздравам гледачката и благодарам на убавите зборови за нашиот персонал што ги даде. И сега не сакам да навлегувам во ваква тема на разговор, затоа што не е ни мој домен, не сум ни тој ја што треба да одлучувам, меѓутоа сакам да кажам само дека веќе се работи на тој дел. Значи, преземени се во моментот некои одредени работи за средување, колку ќе може, како ќе може во иднина, тоа некој друг ќе се одлучува, меѓутоа во секој случај веќе се работи. Се прави чекор да се подобрат условите. Се работи, значи моменталниот менаџмент делува на тоа, така да се работи на таа проблематика. Добра информација, да се подобрат. За која што сите сме свесни, меѓутоа тоа е тоа. Се извинувам, меѓутоа ќе си останете вие професионални до крај и да се реконструира. Темата, затоа што не е баш тема која што јас треба да разговарам. Да, така е. Се согласувам, си има за тоа други надлежни, меѓутоа вие може да зборувате за ТБЦ, односно туберкулоза. Стигнавме до типовите на туберкулоза. Споменавте најчеста е белодробната. Па не најчеста, него заразна. Најзаразна. Да, таа е заразната форма. И сега кога зборуваме за какви постојат неколку типови, значи на туберкулоза. Како што кажав, кој правец и која форма на туберкулоза ќе развие се зависи од самиот имун одговор на човекот. Како што кажав на пред некое време, значи од самиот старт и на првиот контакт може имунитетот да го уништи бацилот. Меѓутоа, доколку не го уништи, затоа што од друга страна, како што ние сме совршени направени од планетава, така и се што е појавено, да кажам, секоја структура на планетава си има свој одбранен механизам, така и овој бацил. Значи, често знае да даде прилично голем отпор на имуниот систем. И во зависност од таа борба, да кажам, на некој начин, меѓу имуниот систем и самиот бацил се формираат активна и латентна форма на туберкулоза. Активна форма на туберкулоза се подразбира кога кај овој тип на пациенти се појавуваат симптоми. Зависи какви симптоми, што симптоми, меѓутоа имаме присуство на симптоми. За разлика од латентната форма на туберкулоза, каде што се води битката меѓу нив две, да кажам, меѓутоа сепак пациентот не чувствува дека има инфект во себе, не развива никакви симптоми, едноставно не знае дека дека има инфекцијата. Морам да потенцирам дека латентната форма на туберкулоза, без разлика каде се наоѓа, значи не е заразна форма на туберкулоза. Значи таквиот пациент со латентна форма на туберкулоза во дадениот момент не е ризик за пренос на туберкулозата кон друго лице, затоа што кога ќе се слушне во нашата популација и општо меѓу народот кој ќе се чуе туберкулоза, се уште се зборува туберкулоза и веднаш се преминува дека леле заразна и така натаму. Не, значи латентната туберкулоза не е заразен тип. Втора работа, кога зборуваме за формите, постои белодробна форма на туберкулоза и вонбелодробна форма на туберкулоза. Што подразбира? Значи туберкулозниот инфект навлегува директно во белодробието и тука ја имаме таа белодробна форма. Меѓутоа често за време на битката, како што кажав, на имунитетот со справувањето со бацилот, често се случува самиот бацил да продре низ механизамот на одбрана и преку крвта, односно хематогено или преку лифните садови да стигне дали до лифните жлезди, дали до некои други одредени делови од телото каде што ќе се вгнезди. Да, така да затоа ја делиме на белодробна и вонбелодробна форма на туберкулоза. Исто да потенцирам дека
Настрана од овие форми, постои уште една форма на туберкулоза, која што е независна од СО-ова, тоа е мултирезистентната туберкулоза. Како што накратко ја нарекуваме ние МДР туберкулоза. Тоа е таа суперинфекција или не како суперинфекција, не е таа суперинфекција, него тоа представува тип на туберкулоза кој што едноставно не реагира на првите лекови кои што се во прва борбена линија. Значи имаме резистентност кон одредени лекови. Сега може да биде кон еден лек, може да биде кон повеќе лекови. Кога имаме таква форма на туберкулоза, тука имаме веќе многу поголем проблем при третманот. За среќа наша, такви пациенти, се многу малце на број, па некако се компензираме и тоа и на светско ниво, се покрива, меѓутоа сепак третманот е скроз друг, многу подолгорочен и така натаму, и покомплексен и така натаму, Доктор Чамуровски, покрај интензивното и често кашлање, кои други симптоми можат да укажат дека можеби станува збор за ТБЦ инфекција и кога граѓаните треба да побараат навремена лекарска помош? Вака сега, кога зборуваме за симптомите, треба да потенцираме дека симптомите зависат од и се делат според тоа кој орган во даден момент е зафатен. Како и за секоја, да речам, инфекција, на почеток имаме основни симптоми од типот на главоболка, малаксаност, препотување, што најчесто кај туберкулозата морам потенцираме ноќно препотување, потоа покачена телесна температура, губење на килажа, иако пациентот на пример кажува дека има добар апетит и така натаму јади, меѓутоа едноставно слабе, адинамија, меѓутоа често може кај ваквите пациенти да се појави и посебно, да речам, пребојување по кожата, односно жолто-сивкасто пребојување на тенот на лицето. Кога зборувам, тоа се општите на некој начин симптоми, да кажам. Кога зборуваме, кога имаме респираторна патологија, односно симптоми од белите дробови, имаме кашлица која што најчесто е продуктивна со жолто-зеленикав искашло кој што може да има примеси на крв. Потоа често имаме болка во гради, гушење, стегање во гради и така натаму. Тоа се најчестите респираторни симптоми. Доколку имаме, да речам, ако зборуваме веќе за вонбелодробната форма на туберкулоза, зависно кој орган е нападнат. Доколку се работи за ливните жлезди, кај туберкулозата најчесто се вгнездува во ливните жлезди кои што се навратили во пазот. Најчесто зборам, не значи дека не може во другите да се јави. Ваквите жлезди најчесто се топли, болни, отечени. Може да појави промени доколку нападни на кожата, може да пројави најразлични рагади. Не како алергиска, него како чиреви, како рагади, кои што се баш специфични, да. Може да нападне исто така на мускулно-скелетниот орган, каде што ќе предизвика дегенеративни промени и така натаму, така натаму. Затоа векам, морам да потенцирам болки во мускули, така натаму. Се зависи на кој орган ќе нападне, имаме специфични симптоми, посебни симптоми баш за тој орган. Доктор Чамуровски, како се открива, односно како диагностицирате туберкулоза? Вака, видите, за туберкулозата некојаш да се диагностицира е потребно малце макотрпен пат, зашто не секојаш е лесно и едноставно да се потврди. И со оглед на симптомите кои ги споменавте, дека се поклопуваат со останати. Меѓутоа и на начинот на изолација на самиот бацил. Значи, на почетокот многу е важно во првиот контакт со пациентот секогаш да се земе најточна и најдетална анамнеза, значи да се добијат најточни податоци. Не дека за другите болести не е толку важно, меѓутоа особено кај нас ни е важно социоекономските услови да ги знаеме на пациентот, да знаеме дали постојат пороци некакви кај пациентот. Дали пациентот бил во контакт со заболено лице претходно. Меѓутоа, кога го поставуваме тоа прашање, сакам да го потенцирам дека не мислиме на дали во последниве месеци или година имал контакт со некој заболен. Значи, прашуваме општо во животот. Значи, може да контактот да бил пред 40 години член од семејство да бил заболен, меѓутоа да сме биле во контакт со него. До тогаш се справувала на некој начин инфекцијата што се справувала. Може толку долго значи, може, да, си може. Тоа е таа баш што викаме ние некоја латентна форма на туберкулоза, затоа што не значи дека ќе развие инфекција. Затоа кажав, многу ни е важен фактот да се добие податокот кога и дали некојаш во живот сме имале контакт со некаков пациент. Посебно особено некој близок член од семејство, затоа што често се случува со наши пациенти кои што се веќе откриени, кога разговараме со патонака узмуавет ќе кажат: ама знаете докторе, пред 30 години дедо ми мислам дека беше лекуван, живеевме ние со нив и така натаму, така натаму. Да, тука таа епидемиолошка анкетите како треба да се развие.
Потоа, освен откако ќе се земе анамнезата и нормално прегледот, темелниот преглед на самиот пациент, задолжително правиме и прво се насочуваме да исклучиме заразната форма на туберкулоза, односно активната респираторна белодробна форма на туберкулоза. Тоа го правиме првично преку рентген диагностика да видиме дали имаме посебни промени на рентген графиите, затоа што кај туберкулозата најчесто промените се во апикалните, односно горните делови на самото белодробие. Малце се поспецифични за разлика од се останат. Потоа преминуваме кон микробиолошка анализа на спутум, односно искашлок. Потенцирам искашлок за тоа затоа што често се случува да остават само плунка без искашлок. Тој искашлок се доставува до нашата микробиолошка лабораторија на институтот, каде што се прават микробиолошките анализи. Постојат во моментов, значи се прават најчесто 4 тестови, од кои што 2 се брзи, 2 се подолги, за кои што подолго време треба да се добие резултатот. Со тоа што првите тестови се, накратко ќе напоменам само, GeneXpert и флуоресцентната микроскопија. GeneXpert детектира ДНК на самата бактерија и за неколку часа добиваме резултат првичен, флуоресцентната микроскопија, самиот препарат се гледа под микроскоп, кога нашиот микробиолог гледа дали имаме присуство на бацилите или не. А додека останатите 2 тестови, односно тоа се засадување на култури по Левенштайн и Бактек, така се викаат, да кажам, за кои што посебно се обработува материјалот, се засадува на плочи, за кои што се чека 4 до 6 недели да се добие третманот. Меѓутоа сепак тоа е златен стандард за потврда. Меѓутоа тука често се случува да немаме соодветен материјал оставен од пациентите, па да не можеме да ја потврдиме. Меѓутоа, кога зборуваме за микробиолошка анализа, сакам да потенцирам уште еднаш дека не само од искашлок, него може да се достави било каков секрет, значи или течност во човековото тело. Например, доколку имаме плеврален излив, односно тоа е излив во белодробната марамица, се вади дел од таа течност, се праќа исто во нашата микробиолошка лабораторија, каде што истиот процес е на испитување. Исто доколку зборуваме за течност во стомак, односно асцитна течност, исто таа може да се прати. Сега, доколку зборуваме за вонбелодробна, односно доколку се прави, пример, екстирпација или вадење на лимфна жлезда, сега тука би сакало да бидам сватен како апел и молба до хирурзите, не дека навредувам или така натаму, чисто како апел, кога се прави некаква екстирпација или некакво ткиво, кога се вади општо, значи биопсија, доколку има возможно, не само тој материјал да биде пратен на патохистолошки наод, за патохистолошки наод, затоа што патохистолошкиот наод, патохистолозите супер ќе си напишат извештај, тоа што си гледаат, без коментар за тоа, меѓутоа кога ќе ни стигне таквиот резултат кај нас, некој се случува да не сме сигурни дали е туберкулоза, дали е саркоидоза, дали се работи за нешто друго. Затоа што грануломатозните промени или лангерхансовите клетки би биле присутни, меѓутоа има одредени други делови кои што се гледаат. Па затоа по можност, чисто како апел, доколку имаат можност, дел од тој биоптат да биде целно пратен пред да се обработи на патохистологија. Значи целно да биде пратен кај нас, не обработен, да се прати во нашата микробиолошка лабораторија, каде што лично да се види, да се провери, за да можат да се видат самите бацили. И тоа нас ни олеснува работа, затоа што често се случува, како што кажав, извадена... за да знаеме, затоа што се случува и во пракса се случува и да немаме потврда, да немаме на кој начин да ја потврдиме туберкулозата, па некогаш се оди и ексјубантибус да се дава терапија, со што малце знаете како, ризик е сега и за самите лекари. Мора веднаш да преминете на терапија ако има влошување на симптомите. Затоа што животот на пациентот во секој случај... Еве, кога сме веќе и кај третманот, односно терапијата, дали при секој случај или диагностициран случај, бидејќи станува збор за инфект, односно бактерија, неопходни се антибиотици? Видете, се зависи од... И како всушност се третираат, во зависност од типот кој го споменавте, тоа е многу важно да се каже, затоа што доколку се работи, пример, за латентна форма на туберкулоза, секоја латентна форма не се лекува. Зависи дали има пациентот првично, дали има некакви коморбидитети кои што се имунокомпромитирани, дали има потреба од некаква терапија во иднина биолошка. Значи, тоа е комплексен механизам кој што се одлучува, најчесто за тоа се одлучува на лекарски колегиум, дали ваков тип на пациент со латентна форма на туберкулоза би се лекувал или не.
има потреба од антитуберкулотици или нема. Тоа сепак значи е покомплексен процес, да речем, на одлучување. И вклучително и симптоматологијата, да, задолжително тоа и присуството на коморбидитетите. А додека кога зборуваме за класична форма, активна белодробна форма на туберкулоза, тоа значи задолжително ваквите пациенти се лекуваат. Најчесто третманот е 6-месечен, најчесто, со тоа што е делен во две фази и тоа првите два месеци, тоа е така наречената иницијална фаза на лекување, каде што се оди со 4 истовреме комбинација на 4 антитуберкулотика кои што се даваат на пациентите, а останатите 4 месеци од 6-месечниот режим, односно тоа е континуираната фаза на лекување, се дава само комбинација на 2 антитуберкулотика. Меѓутоа некојаш се случува во зависност од клиничката слика, зависи дали постигнал пациентот на крај на прв месец негативизација, дали имаме подобрување на самата клиничка слика на промените, некој се случува првата фаза, иницијалната фаза да биде продолжена плюс за уште еден месец. Меѓутоа повторно ќе кажам, тоа се зависи од самиот пациент. Да. А додека фазата која што за формата на МДР, односно мултирезистентната форма на туберкулоза, тука веќе некојаш имаме и до зависи 16 месеци, 24 месеци, 18 третмана. Тогаш мора да комбинирате, да не речам експериментирате со терапија има протоколи или за тоа, има да. протоколи за тоа, меѓутоа знаете како таквите протоколи веќе се индивидуални и на светско ниво, не знаеме, знаете како. Да, ве прашувам затоа што многу често можеме да прочитаме по интернет порталите таму и таму во некоја африканска или афричка држава се има појавено некоја супер инфекција на туберкулоза, не делува ниту еден, застрашувачки информации. Меѓутоа, дали е тоа и така и во пракса? Се случува. За среќа наша е многу ретка таа форма на туберкулоза, мислам премногу ретка, да кажам, за среќа наша. Таа исто спаѓа во групата на заразна. Во групата најчесто, видете, најчесто да. Меѓутоа, знаете како се сепак е туберкулоза, како е, знаете како, затоа што за да се потврди дали се работи за мултирезистентна, тоа е кога се потврдува самата бактерија, без разлика каде, може и од биоптатот да била извадена и видена и детектирана, меѓутоа тука се прави додатна обработка во микробиолошката лабораторија да се види дали бактерија што се изолирала во моментот од соодветниот препарат е резистентна на лековите или не. Тука значи не можам категорично да кажам дека да, мултирезистентната стрикно е тоа. Доктор Чемуровски, бидејќи станува збор за долго, половина година третман, некогаш исцрпувачки, мачно, дисциплинирани ли се пациентите на некој начин, затоа што правиме некои работи секојдневно како ритуал, 6 месеци и низ досадува на некој начин. Знаете како, тука го имаме малце тој проблем. Не знам дали да го кажам проблем или едноставно макотрпна работа со таков тип на пациенти. Затоа што да, знаете како, кога ќе се спомне туберкулоза, прво самите пациенти многу често знаат психички да западнат. Да, поради стигматизацијата реално и средината и околината, да. Втората работа која ќе им кажете на пациентот дека да, тоа е посебно ако е со заразната форма на туберкулоза, дека би ставил изолиран, дека ставил цела фамилија на ризик и така натаму, тоа е огромен психички момент. Да. Тоа е првата работа. Втората работа е моментот дека пациентот треба да се изолира комплетно, да не оди на работа, се изолира од јавност и се останато, додека не се постигне првична негативизација, што малце е проблем. Втората работа кај нас, можеби ние самите сме навикнати, ако сме малце подобри, прекинуваме терапија. Што многу често се случува, значи тој дел. А посебно антибиотската не треба да се прекинува. Да, посебно значи особено во овој дел затоа што многу често доколку не се истера цел и не се заврши цел режим на лекување, често се случува да имаме релапси, односно враќање на туберкулозата повторно како инфекција кај овие пациенти, али тука веќе е многу зголемен ризикот на појава втор, трет пат на појава на мултирезистентната кога бацилот веќе нема да реагира на антитуберкулотиката. И тука веќе имаме огромен проблем после со пациентите со третманот, последиците се страшни после тоа. Да, затоа е препорачливо соработка и добра соработка и на лекарот со пациентите. Но и со семејството. И со семејството задолжително, да. Доктор Чемуровски, ваш совет, апел, препораки
како граѓаните да превенираат, односно да се заштитат од туберкулоза, имајќи во предвид дека на почетокот рековме дека и понатаму оваа состојба е присутна помеѓу нас и тоа ја има и во речиси сите видови, како што споменав. Видете, за ова морам да кажам дека мораме комплексно да делуваме сите. Значи, како самиот пациент самиот човек да се заштити, така треба и ние здравствените работници да делуваме преку кампањи на голем начин да се подигне едукацијата, затоа што стварно туберкулозата е многу малку зборувана во посебно на територијата на Македонија и се нема многу општи познавања за ова проблематика. Задолжително, особено се уште кај нас во редовниот календар за вакцинации постои БСЖ вакцината, кој што барем во првите 7 години дава некаква заштита за дечињата и така натаму, особено за таа ризична, најбитна, вулнерабилна популација. Потоа, задолжително да се следат препораките кои што се дават од здравствените лекари, да се одржува здрава исхрана, здрава средина, хигиена и така натаму. Пациентите кои што се знаат дека се веќе заболени, да се изолират едноставно, да не ја изложуваат с околината, најблиските луѓе, да не ги изложуваат на поголем ризик. Така да, тоа на кратко што општите работи како што се и за секој. Доктор Никола Чамуровски, ви благодарам за одвоеното време, за советите, искуството, пред се и објаснувањата убави кои ги дадовте за нашите гледачи за ова, би рекол, сериозна болест и ви очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!